Сега, дами и господа, сакам да ви наведам неколку од важните фактори што спаѓаат во сферата на примената на јасната определеност на целта. Првиот е дека почетната точка на сите индивидуални постигања е усвојувањето на една јасно определена цел, заедно со еден јасно определен план како да се дојде до таа цел, сето тоа проследено со соодветна акција. При тоа, доколку не можете да запомните се што кажав, треба да запомните 3 клучни збора. Мора да постои цел, мора да има план и мора да има акција. Цел, план, акција. Не е доволно да кажете, па добро, еден ден ќе влезам во бизнис со дрвна граѓа. Еден ден. Тој еден ден никогаш не доаѓа, но ако речете следната недела ќе нарачам сурово дрво и ќе започнам со бизнис со дрвна граѓа во Париз, во Мисури, и ако на располагање го имате потребниот капитал за тој бизнис и ако почнете со тој бизнис, тоа е јасна определба. Вториот фактор е дека сите индивидуални постигања се резултат на некој мотив или на комбинација од мотиви. Се што правите од времето кога ќе дојдете на возраста да станете свесни за себе, па до моментот кога ќе умрете е резултат на некој мотив. Никој никогаш не прави ништо без мотив, а постојат само 9 основни мотиви. Важноста на она што сакам сега да го постигнам е да втиснам во вас дека тие 9 основни мотиви се основа на успехот. Никогаш во никакви околности не треба да побарате или да очекувате некој да направи што било без претходно во свеста на тој човек да всадите некој мотив или комбинација од мотиви, образложувајќи му го она што од него барате да го направи. Во никакви околности јас не би побарал од кого било да направи што било пред јас самиот најпрвен во срцето да почувствувам дека во умот на тој човек сум всадил некој мотив и дека сум му го образложил барањето. Ако го направите сето тоа, никогаш нема да погрешите. Еве ги 9 основни мотиви, а некоја комбинација од нив користат сите луѓе кои постигнуваат нешто. Првиот е чувството на љубов. Би биле изненадани кога би знаеле колку многу човечки односи се воспоставени, колку многу богатства се направени и колку многу богатства се изгубени, како и колку многу работи се случуваат во овој свет како резултат на овој мотив на љубовта. Тој е најголемиот од сите мотиви и најголемото од сите чувства, а сепак е најопасното, особено за оние кои ги испуштаат обата краја на врвката и велат: си го следам срцето. Познавам луѓе што постапуваат токму така. Вториот од овие 9 основни мотиви е сексуалната желба. Таа голема креативна сила што природата ја ангажира за да ги зачува видовите на сите живи суштества. Третиот е желбата за материјално богатство. Таа е еден вид вродена карактеристика. Таа е еден од истакнатите мотиви што ги инспирираат луѓето да се зафатат со големи потфати. Никогаш не сум чул некој да одбил да се збогати на легитимен начин, но понекогаш, за жал, луѓето се расположени тоа да го постигнат и на поинаков начин. Четвртиот од овие 9 основни мотиви е желбата за самоодржување. Тоа е еден вроден мотив. Како резултат на овој мотив за самоодржување, понекогаш правите работи што изгледаат речиси надчовечки. Во текот на последните 40 години откако возам автомобил, многу пати ми се случило да направам возачки потфат што не би можел ни да почнам да го правам намерно, дури и кога би имал многу време на располагање. Со други зборови, тоа се случаите на непосредна опасност, кога нешто внатре во мене ќе го преземе управувачот и ќе го сврти автомобилот вон коловозот, а потоа пак на него. Нешто такво ми се случи кога повтор пат дојдов овде во Париз. Автомобилот ми се сврти комплетно, се сврти и продолжи назад кон Париз. Мислам дека автомобилот сакаше да се вратам овде и да си ја завршам работата. И така бев опатен повторно наваму. Желбата за самоодржување е еден извонреден мотив.
Петтиот основен мотив е желбата за слобода на телото и умот. Создателот не ни го дал само правото на слобода, вроденото право да управуваме со својот ум и со тоа да управуваме за да добиеме слобода за себе, туку во нашиот ум вградил и копнеш по таа слобода. Ако има нешто што ние овде во Америка денес го цениме повеќе од сите други работи, тоа е привилегијата да бидеме своји, да ги кажуваме работите што сакаме да ги кажеме, да ги правиме работите што сакаме да ги правиме. Се разбира, не можеме секогаш да ги кажеме работите што би сакале да ги кажеме, но можеме доволно да се доближиме до тоа. Слобода. Во Соединетите држави имаме големо количество слобода, повеќе од колку што има која било нација во светот. Тоа е еден од нашите мотиви да правиме некои работи што ги правиме сега за да си ја заштитиме таа слобода. Шестиот мотив е желбата за лично изразување и лично признание. Лично изразување и лично признание. До сега никогаш немам сретнато човек кој не сакал да ја направи едната или другата од следниве две работи. Прво, да може да одржи говор. Зашто? Зашто било? И второ, да напише книга. Зашто? Па зашто било? Желбата за лично изразување е една инхерентна желба и еден од големите мотиви што ги поттикнуваат мажите и жените да се запатат со далекосежни потфати. Можеби токму мотивот на желбата за лично изразување е она што ме поттикна да поминам 20 години практично во огладување додека ја подготвував оваа филозофија и додека се подготвував себе си за публиката. Мислам дека ни еден друг мотив немаше да ме натера да ја работам таа работа бесплатно. Седмиот главен мотив е желбата за овековечување на животот по смртта и тоа е еден инхерентен мотив. Сега доаѓам до последните два мотива, а тие се обата негативни. Мотивот број 8 е желбата за одмазда. Би биле изненадани од тоа колку енергија луѓето секојдневно трошат како резултат на нивните обиди да му се одмаздат некому за некоја реална или имагинарна неправда. Желбата за одмазда е нешто многу деструктивно. Може да им нанесете шкоти или неправда на другите, но секако ќе му нанесете шкоти на оној што се одмаздува. На овој свет има многу луѓе што не ги одобрувам, има и некои што не ми се допаѓаат многу, но и кога би го имал сето право на овој свет да се одмаздувам некому во каква било форма, тоа не би го сторил. Не затоа што нема луѓе што можеби заслужуваат одмазда, туку затоа што не можам да си дозволам да се повредам себе си. Ако живеете на правилен начин, ако имате добро балансиран живот, доаѓате до фазата во која што не сакате да му се одмаздите никому за ништо. Деветиот и последен мотив е дедото на сите мотиви. Дами и господа, чувството на страв. Нема да бидете слободен фактор се додека се плашите од што било и од кого било. Треба да станете слободни во сопствениот ум. Ако има нешто од кое што се плашите, открите зошто се плашите од тоа и ослободете се од тој страв. Ако се работи за нешто во врска со кое што можете да преземете нешто, сторете го тоа. А ако е нешто во врска со кое што не можете да сторите ништо, заборавете го. Или барем исполнете го својот ум толку многу со нешто друго за да не размислувате за него и да не го подхранувате. Следниот фактор што спаѓа во оваа сфера на јасната определеност на свеста е следнава голема извонредна вистина. Имено дека секоја доминантна идеја, план или цел што ги држите во вашиот ум преку повторување на дадена мисла се пренесуваат во подсвесниот дел на умот и дека се постапува според нив преку кои било природни или логички механизми што се на располагање. Ќе забележите дека со тонот на мојот глас јас нагласив некои зборови во оваа реченица, преку кои било природни и логични механизми што се на располагање. Не споменав никакви надприродни механизми, не знам ништо за дејствување преку надприродни механизми, знам само за дејствувањето преку природните закони.
Сакам и последниот од вас да почувствува дека има улога што треба да ја игра. Постои човек или луѓе или група луѓе со кои контактирате и кои што можете да почнете да ги учите на оваа филозофија. Може би не сте најдобрите учители на светот, но тоа нека биде вашата јасно определена цел, дека ќе почнете да ја ширите оваа филозофија и да им ја пренесувате на другите на кои што може би им е потребна. Ќе откриете дека со тоа што ќе се нафатите да ги учите другите, со тоа што ќе почнете да им кажувате за неа, ќе почнете и самите подобро да ја сваќате оваа филозофија. И тоа е закон на природата. Што и да правите спрема некого или за некого, тоа си го правите и себе си или и за себе. Нема, дами и господа, во целост да ја исползувате оваа филозофија се додека не погледнете околу себе и не најдете некого кому му е потребна и додека не почнете да го учите тој човек. Дајте му можност да не запознае, да се наштима на оваа атмосфера, па самиот нека реши дали овој човек Хил дошол овде да собере многу луѓе и сите да ги растревожи, како што рече еден човек дека мислиот и сум сторил. Добро, за да нема никаква недоумица околу тоа, ќе признам, јас на вистина дојдов овде со намера да растревожам многу луѓе, да ги разбудам ако сакате и да ги заинтересирам да направат нешто не само за да си помогнат себе си, туку и да и помогнат на оваа средина во која што живеат.